Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во 27-та недела после Духови, Христос Бог не изравнува со ангелското пеење на нашите сестри во Христа Господа од Русија, кои што се населени во наша Македонија. За овде парче од руското небо, од небото на Русија Христова и на Богородица Мајка, да откинат и да го засадат на македонска почва. Силно им благодариме, бидејќи руското духовно наследство, чија големина е неизмерна, поделија со нас и на некој начин денеска ни го предадува. Мојата благодарност е благодарност на сите нас овде собрани, упатена, особено кон нашата сестра во Христа Господа Ана, која што е диригент на хорот, завршила високи уметнички и музички школи во света Русија, во Русија на Свети Сергиј Радонешки, Русија на Свети Серафим Саровски. И мислам дека нема толку звезди колку што светители се родиле на таа света земја. И во побожноста нивна, во нивното поведение, во нивните од Бога благословени гласови, равни на ангелските, ја доживеавме неја. Русија на Христа Господа, Русија на Богородица Мајка. Имам впечаток дека за сето време од траењето на Светата Божествена литургија, како да бевме таму. Ние ги молиме, ја молиме сестра Ана и незините сотруднички во хорот да ни доаѓаат секогаш кога можат. Знаеме за нивните опарски, тие пеат на Плаушник, а Плаушник е епицентарот на словенската книжевност, писменост и просвета, духовност. И Господ не случајно по молитвите на Свети Климент ни ги донесе таму и во наша близина, тука Струга, иако за нас Стружани Охрид зафрлено село далеку од Струга. Тоа е во нашите охридско-струшки кави, кога се справаме меѓу себе. Јас не умеам да ве насмеам, се да ве немам дар за хумор, ама овај Охрид е духовна престолња на сите словенски, христијански, посебно православни народи. Во денешното свето Евангелие, возлюбени браќи и сестри, се соочевме со уште една прекрасна представа за тоа како Христос, кога се судрува со личности чии страдање е огромно, не чека да му дојдат и да измолат од него исцелени, односно здрави и радост за напатената душа своја, туку тој сам
со своите божествени очи продорно ги гледа и ги чита содржините што секој од нас посебно ги носи во срцето свое. И така и ни приоѓа, ни подава рака. Со намера да не воздигне и да ни помогне бестрашно да чекориме по земно-небесната лествица, составена од 30 христијански добродетели на светиот Јован, лествичник Синајски. Така и во денешното евангелско четиво, Христос ја забележа таа напатена, страдална жена која што 18 цели години била згрчена, собрана, без можност да се исправи. И сето тоа била последица на дејството на нечистите сили. Затоа Христос, без да разговара со неа, со намера се разбира да извлече од устата незија нешто што ќе биде поучно за сите нас. Туку веднаш отишо и ја одврза од врзаноста на нечистите сили и заповедал да оди да чекори слободно, без страх, и тоа така се случило. Но ова излекување на болната жена се случило во саботен ден, а саботниот ден за старозаветниот човек бил неработен ден, ден во кој што не сме да се работат никакви физички работи, дури и бројот на чекорите што во тој ден ги прават, луѓето се изброени. Со намера времето на тој ден и силите во тој ден Богу да ги посвета. И затоа еден од свештениците на храмот, сведок на тоа исцелување, го прекорил народот собран во светиот храм. Како допушта во саботен ден таа жена да биде исцелена? И Христос, кога ги чул овие невкусни обвинувања, пред сите верници го подсетил свештеникот дека и тој самиот во саботен ден го одврзува добитокот свој за да го напои со вода. Оваа жена, му вели, 18 години беше врзана за нечистите сили и сега кога е слободна, тоа ви смета. Народот зборовите Христови ги разбрал и го обзел чувство на срам. Зошто свештеникот изреагирал недолично, непристојно и недостојно за еден човек со неговиот призив? Затоа што во него се родила завист кон Христа Господа. Бидејќи тој 18 години ја гледал таа жена и за сите 18 години не успевал да ја подаде рака. Дури не успеал да согради присни односи со неа, за да ја покаже милоста своја. Своето сострадание со нејзиното страдание. Ниту тоа не успеал да го постигне. А за исцелување не станува ниту збор.
Гледајте, браќи и сестри, што може да направи завист. Ако не изставиме узди, ако не ја скротиме. А како зависта се скротива? Така што наместо да им завидуваме на успесите на нашиот брат и нашата сестра во Христа, Господа, ние треба да ги благословуваме нивните успеси и да ги земаме пред себе си како пример, што и самите ние со помош Божија треба да ги постигнеме. И да му благодариме на Бога што постојат такви добри луѓе во нашата средина, за да се угледаме и да се поучиме од нив и да видиме колку е добро да сте добар, а не зол, ривал, да градите ривалски односи, конкурентски односи со братот свој. Многу пати дури и во спортот гледаме убави сцени покрај грдите, кога на победникот поразените му приоѓаат со љубов и радосно му го честитаат успехот. Спортската етика во суштина ја има евангелската етика. И оној спортист кој што се вежба гимназион, тој грчки збор, кој што е втор збор за зборот аскесис, аскетика, подвиг. Подвижнички во потта своја ги постигнува тие успеси. И ние, браќа и сестри, на ист начин да се богатиме со христијанските несмртни вредности и да се движиме по вертикалата од лествицата на христијанските вечни вредности. Зашто само тие можат да го осмислат нашиот живот во овој свет. Особено тогаш кога страдаме многу, кога ни е тешко. Тогаш тагата Господ ја преобразува во радост, а безсмислата и го отстапува местото на смислата на живот. И ние, браќа и сестри, од зборовите што Христос му ги упати на свештеникот и народот Божи собран во светиот храм, да се засрамиме ако нашите досегашни постапки не се во согласност со христијанскиот маченички етос, зашто се додека заради Христа Господа сакаме да страдаме и да се даваме себе си на благоухана, благопријатна, мирисна жртва Богу и на браќата наши, и светов и човештвото се здобиваат со своји вечни перспективи. Злото нема сила да победи. А врв на секое зло е смртта. Христос ја победи смртта. Победувајќи ја смртта, победено е секое зло. Секое патување с краја од патот што води во спасение. Милостивиот и страдалниот заради нас, најчесто безумните деца негови, да не научи да живееме во целосна лојалност и верност кон него. И љубејќи го него, да го љубиме секој што е жива икона негова, а жива икона негова е секој кој што го носи дарот на животот од Бога даден со љубов, но не без обврска и одговорност.
да бидеме и да живееме во Христа, но како одговорни луѓе, имајќи го судот Господен пред себе си и знаејќи дека очите Господни го гледаат се она што во срцето сме го насобрале и особено она што не е добро и сме го криеле од него и од очите на луѓето. Тој тоа го гледа, тој тоа го знае. Не можеме да се скриеме и во денот кога ќе станеме свесни за таа вистина, да застанеме на колена пред него и да испросиме прошка за сите наши гревови, а во ближниот наш да престанеме да го бараме тоа што не е добро, неговите грешки и неговата несовршеност, туку се она што е најдобро, се она што е украс на неговата личност, се она што тој го има, а ние го немаме, со намера да испросиме од Бога мудрост и сили и нас да не украси со истите тие вредности. Амин.